Продолжуваат инвестициите во јавното здравство. Околу 110 милиони динари се вложени во клиниката за гинекологија и акушерство. За реновирањето се издвоени 35 милиони динари, а дополнителни 75 милиони динари се вложени за медицинска опрема. Според председателот на владата Христијан Мицкоски, целта е да се подобрат условите за пациентите и медицинскиот персонал, како и унапредување на здравствените услуги. Мицкоски упати директна порака до младите, охрабрувајќи ги да се реализираат како родители. Да испратам уште една порака до младите да се одлучат да се реализираат како родители, да се раѓаат што е можно повеќе бебиња. Затоа што денеска видовме една статистика за која што јас често пати зборувам во јавноста, од 2016 до 2024 имаме за 6000 помалце родени бебиња. Ако е една училница од 20 ученици, тоа значи 300 празни училници имаме сега. И ако една училница е долга 20 метра, имаме 6 километра празни училници. Прилика вака изгледа изумирање на една нација. Ако на некого тоа не му е јасно, јас би сакал преку бројки да кажам, колку и да бидам критикуван. Јас ќе си проложам со ова што кажам, затоа што мислам дека за Бадијава ние правиме и училишта, и градинки, и игралишта, и улици, и булевари, и автопати, и се, ако нема кој тоа да го користи. Затоа мојата порака до младите е љубовта кон татковината се манифестира со тоа што одлучуваме, се разбира тоа е лична одлука, но одлучуваме да создадеме семејство и да се реализираме како родители. Министерот за здравство Азир Алиу потенцираше дека овие инвестиции во здравството ќе зголема довербата на пациентите, но и на здравствените работници. Веќе има инфраструктура која што навистина личи на соодветна инфраструктура и од инфраструктурна гледна точка, и од техничка, и од методологии во кои што тука се применуваат. Исто така најавуваме дека 2026 година ќе биде година која што ќе воведеме дигитализиран систем кој што ќе ги анализираме сите процеси од сите директори во универзитетските клиники кои што ќе ги процесираат на ниво на клиники, а за да можеме во реално време да помагаме или да следиме дали некој процес функционира или не. Новата опрема на клиниката опфаќа апарати за напредна ултразвучна диагностика, современи системи за следење на бременоста, како и опрема за минимално инвазивни интервенции. Реновирани се повеќе болнички оддели и диагностички простории. Инвестицијата на нашата клиника не само што го промени ликот на истата, него сметам дека ја промени и суштината. Ви најавувам уште два битни проекти кои што се започнати, а тоа е изградба на операциона сала која што се очекува да биде готова во февруари, монтажата на лифтовите кои што треба да биде завршена во февруари, 2 нови лифта и секако обнова на инвитро одделот кој што се очекува исто така до април да биде готов. Од владата најавија дека инвестициите во здравствениот систем продолжуваат и во наредниот период со цел модерно, достапно и квалитетно здравство за сите граѓани. Предвидено е со британскиот договор да се реализираат крупни проекти, изградба на нови болници и реконструкции на здравствени установи, но и нова зграда на медицинскиот факултет со нов студентски дом. Премиерот и министерот за здравство најавија дека ќе има пари и за нов клинички центар.